Државниот врв меѓу кои председателката Силјановска Давкова, премиерот Мицкоски и собранискиот спикер Гаши, очи во очи со дел од родителите на жртвите од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, на денешната анкетна комисија во собранието, во ведното обраќање на единствената точка на дневниот ред. Представката од Сдруженијето 16 март започна со представничка на Сдруженијето и родител на жртва од пожарот, која побара случајот да биде разгледан како сериозна повреда на човековите права со акцент на правото на живот. Се пожалија дека премиерот не одговорил на нивното барање за еднократна финансиска помош, што им било ветено дека ќе се разгледа по изборите. Да покажеме грижа, солидарност и чувствителност кон семејствата кои претрпеа ненадоместлива загуба. Нашите деца го заслужуваат тоа. Нашата болка го заслужува тоа. Треба сите заедно, колективно да осеќаме и морална одговорност. Сите. Значи, за да биде и вашето дете безбедно, и моето, и нивното, и сечие дете да биде безбедно. Претходно пратеничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска побара изземање на Димитар Апасиев како председател на комисијата, со образложение дека тој во неколку наврати во неговите изјави покажувал пристрасност и давал оценки за обвинението. Апасиев пак го отфрли нејзиното барање, велејќи дека уставните начала гарантираат вакви постапки во законодавниот дом. Да се изземете и да не председавате со постојаната анкетна комисија по ова прашање, бидејќи имате предефинирано и јавно изразено правно мислење за суштинските елементи на предметната судска постапка. Но согласно Уставот, наодите на комисијата се основа за поведување постапка за утврдување одговорност на носителите на јавни функции. Каква одговорност? Па се разбира дека политичка одговорност. Оливер Спасовски од опозицијската СДСМ пак, дебатата во собранието ја нарече клучна за тоа дали промените во системот ќе бидат декларативни или суштински и повика барањата на родителите да бидат разгледани и уважени. Игнорирањето на било кого во државата е најлошото нешто. А посебно сметам дека игноранскиот однос кон семејствата на загинатите нема да биде во функција на градење на систем. Премиерот Мицкоски, кој не се обрати од собраниската говорница, во изјава за медиумите посочи дека ќе стори се што е во негова моќ да даде поддршката онаму каде е најпотребна, но нагласи дека според него правдата може да се добие само преку судски процес, а не преку анкетни комисии. Тој не сакаше да коментира во однос на барањето за еднократна финансиска помош на родителите. Ги слушнавме исто така дискусиите на дел од организациите како Супорт Кочани, кој е следен, и дел од дискусиите на некои од пратениците. Така што, за да не биде дека ќе успеат континуираните лаги на опозицијата да станат вистина, како по обичај, сите тие лаги им се распрснуваат во рака како обична лага, а вистината е сосема поинаква. На седницата поканет бил државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, но тој преку допис испратен до собранието образложил дека нема да присуствува на анкетната комисија, предупредувајќи дека паралелни постапки пред комисијата можат да компрометираат истрагата и судската постапка. Одредени докази и сведоци можат да се компрометираат со оглед дека се води судска постапка, а она што беше барање од страна на председателот на собранието, речиси ги опфаќаше истите оние да речем прашања што и јавното обвинителство води постапка. Седницата беше прекината по 3 часа откако беше исцрпена дискусијата. Апасиев нагласи дека на продолжението што дополнително ќе се закаже, очекува да бидат усогласени и усвоени заклучоци. Во меѓувреме се очекува и формирањето на анкетната комисија, која беше предложена од парламентарното мнозинство, на која покрај пожарот во Кочани ќе бидат опфатени и пожарот во модуларната болница во Тетово и сообраќајните несреќи во Ласкарци, Беса Транс и Дурмотурс.